Значи, оф рекорд, имам најава од колегите кои ме сапортираат околу пресот, уште на 3-4 минути се паркираат и доваѓаат. Може. Може ли уште една оф рекорд молба? Знам дека е принцип и го почитувам тоа сите, бидејќи сме наоружени со мобилни апарати, ако може да ги исклучиме или стишеме да нема технички проблеми. Со оглед дека материјата за која ќе зборуваме е доста сензитивна, тоа го кажувам за ваш интерес, евентуално да не треба нешто да повторуваме. Ако го збориме најважното, да звони некој телефон. Мислам, сепак у заеднички интерес на сите нас е, ја ако го зборам, стално заборам телефонот, може да не слушам. Само момент. По технички аспект, камерманите, ако имаат потреба, можеме уште нешто да поправиме или да тераме, кажете словно. Супер. Да, малко причекаме. Чекай, ама уште не почна. Дали сме подготвени за снимки? Да. Може ли што? Добро. Може. Еве да ве поздравам, добар ден и среќен ден од името на вработените во Државниот завод за ревизија. Тоа се сите овие дами и господа кои ги гледате за нас, и сите дами и господа, односно ревизори, овластени државни ревизори и вработени кои даваат подршка на ревизијата и кои се сите тука со нас на оваа пресконференција. Оно што е суштински за оваа пресконференција, постојат неколку работи, меѓутоа две работи мораме на самиот почеток да ги апострофираме. Значи, согласно Законот за државна ревизија, пресконференциите на Државниот завод за ревизија ги свикува главниот државен ревизор по негова проценка и потреба и на тој начин ги информира јавноста. Во конкретниот случај, кога нашата институција е без челниот човек, кога го немаме главниот државен ревизор, зошто го немаме ќе ви објаснам малку подоцна, на иницијатива на самите вработени е свикана и организирана оваа пресконференција, што значи дека за сето ова кое ќе биде изнесено на пресконференцијата и презентирано пред вас, стојат вработените во Државниот завод за ревизија. За мало посетување, нашата институција веќе една година и 11 месеци, да бидеме прецизни, е без главен државен ревизор. Некаде 24 декември 2017 регуларно истече мандатот на тогашниот главен државен ревизор. Во изминатите тие 11 месеци или години и 10 месеци ние функциониравме со заменик главен државен ревизор, на кој исто така регуларно и согласно законот мандатот му заврши на 4 октомври 2019 година тековната година. Де факто тоа значи дека 35 денови Државниот завод за ревизија или отприлика, не ме фаќате за збор, функционира без да има водач на оваа институција. По тие причини, ние, вработените во Државниот завод за ревизија, одржавме неколку
собери доста конструктивни на нашите вработени, од кои произлегува конкретни заклучоци и врз база на кои одржани состаноци беше дистрибуирано писмо, отворено писмо на вработените до сите надлежни институции во државата и до вас медиумите. Тоа беше направено некаде на 22 октомври 2019 година. Од тогаш па наому помина доста време, меѓутоа, за жал, искрено, работите, кога е во прашање изборот на главниот државен ревизор, не се помрдна од мртва точка, иако имаше неколку обиди за тоа и неколку активности во надлежните тела органи, пред се во телата и органите, односно собранските комисии, кои се обидува да го решат тоа прашање. Со оглед дека останавме пак на истото и со оглед дека ние, како вработени во Државниот завод за ревизија, се соочуваме мислам дека е влак зборот по тешкотии во нашето работење, да не речем се наоѓаме на прагот законски да бидеме оневозможени да ја вршиме нашата работа. Нашата иницијатива и нашето барање на оваа пресконференција на вработените е еден апел, еден конструктивна барање од надлежните да се избере нов главен државен ревизор, односно процедурата да се заврши до крај. Ние како вработени бараме таа процедура да оди максимално транспарентно, колку што налага законот, колку што имаат право и ингеренции членовите на дотичната собранска комисија, целата процедура да се заврши, да се избере главен државен ревизор и вработените во Државниот завод за ревизија да можат да продолжат нормално да функционираат. Морам да пренесам и дел од нашето пред се човечко разочарување од долговлекувањето на овој процес и од, условно кажано, заглавениот избор. Меѓутоа, тоа е наше човечко гледање на нештата, на кое, за жал, не наидовме од разбирање на надлежните институции дека се тоа треба побрзо да се ефектуира. Во таа насока, дури и независноста на Државниот завод за ревизија, нешто што е декларирано со највисоките документи на Интосај, на меѓународната ревизорска институција и организација, во која Државниот завод за ревизија е членка подолги години, некаде 20 години, постоиме, е доведена во прашање. Значи, во основните документи на секоја врховна ревизорска институција е детерминирано дека независноста во работењето е едно од основните принципи, од основните начела за нејзино нормално функционирање и работење. Со неизборот на прв човек, на главен државен ревизор на нашата институција, се доведува, можеби и тоа е благо, во прашање и нашата независност. Од тој аспект, ова е став на сите вработени, пак ќе повторам, бараме избор на главен државен ревизор. Во таа насока, во комуникација со сите органи кои го тангираат ова прашање и кои на некој начин имаат облигација да го решат, да ја решат ситуацијата во која се ние најдовме, а сме најмалку виновни. Значи, вработените во Државниот завод за ревизија и покрај се даваат професионален ангажман и го работат тоа колку што е овозможено во конкретните услови. Делегација номинирана од вработените на Државниот завод за ревизија, од највисокото хиерархиско ниво до најниското хиерархиско ниво, во заеднички договор, во еден конструктивен избор, зборувам на таа делегација, имаше средби во законодавниот дом на највисоко ниво. Зборувам за председателот на собранието на нашата држава. На таа средба присуствуваше делегација која е присутна овде, мислам членовите на делегацијата, и во која беше исто колегата Бранислав Булев, кој седи лево од мене. Значи, зборувам за човек кој е советник на главниот државен ревизор, истовремено ради недостаток на кадровски ресурси и обавува и функцијата помошник главен државен ревизор, односно оперативно делува на ревизиите кои се уште ги завршуваме и полека се при крај. Во контекст на таа средба, на тој одржен состанок, на кој присуствува и други членови, пак ќе повторам и кои се овде присутни, јас би го замолил колегата Бранислав Булев изворно да ви информира за тоа. Меѓутоа, пред да го слушнеме неговото изворно излагање на оваа тема, сум должен исто да ви информирам во име на транспарентноста дека имаме и максимална подршка од меѓународните ревизорски организации.
Во таа насока, ние направивме и писмена и усмена кореспонденција и електронска кореспонденција и деновиве, мислам во меѓу периодот додека сме вака, условно кажат, обезглавени, добивме повратен одговор од Интосај. За да бидам пластично разберен од вас, се работи за меѓународна организација која после Светската фудбалска организација ФИФА и Организацијата на Обединетите нации има најголем број члени. Тоа се трите меѓународни организации кои се најбројни, најмасовни, не сакам да кажем и највлијателни во светот. Во интерес на вистината, во интерес на интегралниот текст и во интерес на подршката од Интосај, јас ќе ви одземам една минута и ќе го прочитам нивниот допис, нивното писмо со изразена подршка кое е испратено до двете високи институции и личности во нашата држава. Тоа се до председателот на собранието и до председателот на владата. Именно, челниците на Генералниот секретаријат на Интосај, Врховна ревизорска институција на Австрија и на неговата развојна иницијатива ИДИ ВРИ на Норвешка, испратија писмо, заедничка изјава до председателот на собранието и на владата на нашата држава. Во тоа писмо се истакнува максималната подршка и ситуацијата и се вели следното. Загриженоста за независноста на функционирањето на Државниот завод за ревизија во услови на немање раководство на ДЗР може значително да ги ослаби остварените позитивни чекори на нашата држава во изминатиот период во градењето на транспарентен, ефективен, доверлив и сигурен систем на одговорност на јавниот сектор, подржан од Државниот завод за ревизија. Во овој контекст, подписниците на заедничката изјава бараат од највисоките челници власти во државата да дадат внимание на ова прашање и да се гарантира постоењето на функционалната рамка соодветна за една врховна ревизорска институција, за да може целосно да ги имплементира и целосно да работи согласно принципите на декларацијата од Лима и Мексико и да ја оствари својата мисија. Со други зборови, ако нашите надлежни институции, домашните, немале доволно чувство за улогата, за значењето, за работата на Државниот завод за ревизија, велам ако немале, може би имале, меѓународните ревизорски институции го потенцираат тоа и бараат итно решавање на ситуацијата, односно итен, транспарентен избор на главен државен ревизор. Јас не ви должил повеќе, имаме и едно друго барање, кое во текот на пресконференцијата ќе биде исто произнесено од нашите колеги, Бранислав Гулев и колешката Лилијана Стојанова. Тоа се двајца, да кажам, луѓе кои се високо во хиерархијата со долгогодишно искуство. Јас би го замолил колегата Бранислав Гулев во овој контекст изворно да ви информира за средбата одржана во собрание, која беше на агендата во текот на вчерашниот. Колега Гулев, поведе. Благодарам. Почитувани присутни од сите медиуми, пошто сум повикан и сум должен да укажам за вчерашната држана средба, која на моје задоволство и задоволството на сите присутни вработени во институцијата ни беше брзо закажана средбата во Собранието на Република Македонија. Ова ни беше втора средба со председателот на Собранието господин Талат Джафери. На оваа втора средба беа повикани и членовите од Комисијата за измена и избори, така што беше комплетна средбата со сите оние што сметавме дека се главните актери во решавањето на нашата судбина. Беа укажани сите оние состојби во кои и претходно беа информирани во која ситуација се наоѓа нашата институција, која сметам за една од најважните институции во делот на контролата и средењето за наменското и законското користење на средствата. Укажавме за се по-лошата состојба кај нас, бидејќи блокирани сме во делот на измерувањето на редовните обврски што пристигаат секојдневно, во делот на редовната исплата на бруто платата, што автоматски тоа влие и на нашето здравствено осигурување. Укажав, односно побарав информација какви се сега во овој момент шансите за брзо назначување на прв човек на нашата институција и
дали постои политички договор кој можеме да го очекуваме во блиската иднина. И се разбира она како трет елемент што го истакнавме, а тоа е укажавме дека имаме доставено предлог измена на нашиот закон во делот на назначување на лице од вработените во нашата институција со една единствена цел привремено да се премости оваа блокираност на нашата институција до моментот на назначување на главен државен ревизор. Сите ние што учествувавме во ваквата креација на предлогот сме свесни дека тоа не е добро решение. Тоа ако потврди и секако и председателот на Собранието што секако дека тоа треба и да се припати, меѓутоа ова е нужно решение заради ваквата затечена ситуација, бидејќи тоа се сега во овој момент последиците, затоа што причините ги знаеме, она што го рече и колегата Мијалче во изминатиот период, што рече се 2 години неаме прв човек на оваа институција. Ни беше предложена и друга сугестија, односно друг предлог од страна на председателот, кој дел од пратениците кои беа присутни беше подржан тој предлог, а тоа е да се назначи лице од секторот за финансиски работење само во делот на редовна исплата на плата и редовно извршување на сите наши обврски што пристигаат. Тоа е само еден дел од решавањето на нашата ситуација, на нашата агонија. Ние како високо професионалци во оваа институција им благодариме на таа сугестија на представниците од Собранието, меѓутоа сметаме дека тоа нема да ги реши сите наши проблеми, бидејќи и понатака ќе бидеме блокирани во делот на извршувањето и спроведувањето на ревизиите, како во делот на годишната програма за 2019 година, така доколку оваа агонија продолжи во наредниот период, нема да бидеме во можност и да ја донесеме годишната програма за 2020 година и секако не ќе можеме да реализираме истата. Од тој аспект, тие точки беа истакнати во текот на таа седница, на таа средба и се надевам како што и рече председателот на комисијата господин Илија Димовски, дека штом ќе се почувствува дека постои договор помеѓу пратениците, односно помеѓу политичките партии, веднаш ќе свика седница, во тоа не се сомневаме и се надеваме дека навистина во многу блиска иднина дека тоа ќе се случи и ќе добиеме прв човек на оваа наша многу значена институција. Благодарам на вашето внимание. Во контекст на колегата Бранислав Гулев, значи, за уште ова и оставам просто за новинарски прашања, не ви кажав на почетокот, знаете самите искусни сте сите, пресконференција се свикува за вас и за нас, не е едностранно. Јас само би ве замолил, може би ова го прескокна во првиот дел, да го надополнам колегата Гулев и колешката Лилјана со кои се координиравме во оваа работа, бидејќи сепак тие се далеку поискусни ревизори. Значи, доколку не дојде до брз, итен избор на главен државен ревизор, доколку сето тоа не најде повторно на слух кај оние кои се надлежни, зато надавниот дом комисиите и пратениците, не би сакал да ги редам, ние се соочуваме де факто, условно кажано со законско престанување на нашето работење. Не можеме законски да работиме. Зошто? Нема да бидеме во можност да реализираме и тековната годишна програма до крај. Значи, говорам за годишната програма 2019 година. Зошто? Затоа што сите ревизорски извештаи кои се направени после 4 октомври и на кои им завршува ревизорската фаза на конечност, не може да бидат доставени до субјектите без да бидат подпишани од одговорното лице. Че не може да бидат доставени ниту до надлежните институции кои ги информираат, тоа се собрание, влада и други тела кои одговараат, ниту пак можеме тие конечни ревизорски извештаи да ги направиме и да бидат транспарентни за јавноста. Тоа е еден од проблемите. Вториот проблем, де факто не можеме да донесеме годишната програма за работа за 2020 година, иако на високо професионално ниво ние работиме на нејзино креирање. Значи, предлозите согласно нашите критериуми доаѓаат од ревизорите, од јавноста. Знаете дека и вие новинарите имате удел во еден од критериумите дали некој субјект ќе влезе во годишната програма или не. Ние сме подготвени со нашите кадри кои
знаат тоа добро да го изработат, на новиот главен државен ревизор да му дадеме готова годишна програма за 2020 година. Меѓутоа, без негово назначување нема кој да ја донесе програма. Законот го детерминира тоа која носи годишната програма и која е добро. Втора работа, не сме во можност да ги исплатиме нашите режиски трошици. Знаете на што мислам, да не одам до крај пластично, ќе останеме без струја и без вода. Во овој момент, согласно нашите финансиски раководители, кои исто така во отежните услови ја вршат својата работа и ни ги презентираат податоците. Ние имаме веќе доспеан долг од 1.200.000 денара за плаќање. Веќе имаме премолчено најавување на некои тужбени барања кои знаете како ги кај нас преку извршители и така натаму. И исто, последно, меѓутоа не помалку важно од другите, самите ние вработени не сме во можност да ги оствариме и најосновните права од работниот однос. Тоа се правата на плата, на пензионирање, на боледување, на здравствено осигурување и така натаму. Тоа сето доведува, почитувани представници на медиумите, до една целосна блокада на Државниот завод за ревизија како врховна ревизорска институција, нешто кое низ нашите контакти многу ретко се случува, да не речам дека можеби ние сме нонсенс, врховна ревизорска институција да остане блокирана и да не може да работи од разноразни причини. А има 197 членки на Интосај. Имам уште многу за зборување, нашата ситуација е малку деликатна, нормално се јавува и човечка нервоза, и професионална нервоза, сето тоа е составен дел и произлегува од главните причини. Ние се трудиме сето тоа да го нивелираме колку што можеме и пак ќе повторам, основното барање на вработените е избор на главен државен ревизор. Овие луѓе стојат за тоа. Транспарентен избор на главниот државен ревизор, не бараме ништо повеќе. Ние не молиме никого за нешто. Ние ги бараме нашите права, бараме да работиме. Значи, де факто бараме да работиме. Ова е пораката до сите надлежни. Нашата улога и функција, знаете, вршење ревизија на јавните буџетски средства, на парите кои се наши пари, на даночните граѓани. Ние го контролираме тоа. Веќе се најавени парламентарни избори. Согласно сите законски рамки, согласно изборниот закон, нека ме поправат колегите ако направам лапсус во некој од наредените работи. Согласно процедурата за работа на Државна изборна комисија и се друго. Изборите, не знам дали ќе бидам во право или не сум, не може да се одржат ако нема ревизија на изборната кампања, односно на парите трошени во изборната кампања. Овде можете колегите поискусни да се вклучат да се дополнат. Има уште многу работи, меѓутоа се обидовме најкрупните, најкруцијалните, најважните да ги истакнеме пред јавноста за да сватат со неизборот на главен државен ревизор до каде сме едноставно донесени без наша вина. Повелете со прашања. Дали ќе има истрага во специјалното јавно обвинителство за доделувањето на бонуси и дали можеби неизборот на главен државен ревизор може да го спречи тоа? Ревизијата во специјалното јавно обвинителство е планирана и влезена во годишната програма далеку пред овие случаи. Значи, таа ревизија е влезена како ревизија на успешност во еден поширок сегмент. Сега ревизија на успешност е многу поразлична од финансиска ревизија. Така да, одговорно тврдам дека ревизијата на, односно гледањето на работењето на специјалното јавно обвинителство не е поврзано со последните информации и случувања. Меѓутоа, согласно ревизорските стандарди, меѓународните Интосај ревизорски стандарди, ние како ревизори, согласно нашиот кодекс на однесување на работење, ние сме должни да почитуваме тајноста на податоците стекнати низ ревизијата до завршување на ревизијата и до објавување на конечниот ревизорски извештај. Таа ревизија на субјектот кој вие го спомнате ќе се врши во рамките на нашите законски можности во оваа ситуација. Ништо повеќе, ништо помалку. Ние не отстапуваме од тоа, нити пак нешто ја поместуваме нашата програма врз база на информациите кои вие ги пласирате.
Имаме и друг вид на ревизии кои исто така се во тек, кои нашите ревизори ги работат на терен и кои реков ќе бидат завршени професионално согласно стандардите, меѓутоа не може да бидат доставени до субјектот и не може да бидат објавени транспарентно на јавност. Колку точно извештаи се готови, а не се објавени, односно зависат од подписот на главниот државен ревизор, колку се готови, колку се чекаат за испраќање за одговор до субјектите. Дали имате таква бројка? И од кога не сте земали плата? Да, и од кога не се земали плата. Лека на сите ќе одговорим. Колешката Лилјана е помошник на главниот државен ревизор, директно врзана во тој процес. Согласно годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија за 2019 година беа планирани 54 ревизии. Од тие 54 ревизии, 12 ревизии се уште во тек, кои што согласно програмата треба да завршат до 31.12. Другите ревизии се завршени, а имаме објавено 11 конечни извештаи на нашата веб страна. Што значи дека завршените ревизии, нацрт извештаите се изготвени, значи после 4 октомври зборам, до 4 октомври, бидејќи заменикот ја вршеше нели функцијата, имавме заменик и редовно се одеа извештаите, од 4 октомври наваму нацрт извештаите кои што ни се готови, еве јас можам да кажам еден куп имам извештаи кои што се готови како нацрт, не можеме да ги дадеме на субјектите и да им го дадеме правото во рок од 30 дена да поднесат забелешки, значи тие си чекаат, заради тоа што во нашиот закон е наведено дека главниот државен ревизор ги доставува нацрт и конечните извештаи. Исто така има и некои извештаи кои што се конечни, по нацрт имало забелешки и тие не се доставуваат. Значи, ние како професионалци си ја вршиме нашата работа, ние до 31.12. ќе ја реализираме програмата, ќе ги завршиме сите ревизии, но тоа не значи, ако до 31.12. не се назначи човек, дека тие извештаи ќе стојат кај нас со месеци. Заради тоа што ние и некои од субјектите, уште да речеме, имаме нацрт извештај од 5 октомври, кој што стое и ќе стое се додека не биде назначен главен државен ревизор. Инаку што се однесува до прашањето за плата, не е прашање кој што ние сакаме да го потенцираме или на оваа пресконференција да му дадеме некое не знам какво значење на прашањето за плата. Нас ни е многу поважно ние да функционираме, да можеме да си ги испраќаме извештаите до субјектите, заради тоа што субјектите знаеа дека ние сме нели на ревизија, сме биле таму, сме им кажале кои се роковите, кои ќе го добијат нацрт извештајот, во кој рок треба да достават конечен и така, и сега излегува сето тоа не важи, си стоат извештаите. Тоа не е од корист за никого. Нити можеме, значи, да дадеме конечни извештаи, нити пак тие што се конечни, и ако субјектот немал забелешки на нацрт и не известил дека нема забелешки на нацрт, конечниот извештај е изготвен и си стои. Значи, за нас е многу поважно функционирањето. Инаку плата не сме земале уште за октомври месец. Мислам, не е нешто, нели да речеме, прашање на кое што треба да посветуваме не знам какво големо внимание. Спомнате две средби со комисијата во собранието и со председателот, со тоа што се добила ветување за тоа, кога има договор, тогаш ќе се назначи потребниот човек кој што на вас ви треба за да функционирате. Реално се соочувате 2 месеци со неработење, неможност да извршувате вашите обврски. Дали, доколку еве за брзо време нема конкретен договор. Сметате ли, планирате да преземете некоја порадикална мерка, штрајк, протест, стопирање на работата? Сметам дека тоа би било најнепродуктивно за сите нас. Но, доколку во наредниот период се случуваат ваквите настани, се пролонгира ова агонија, знаете како, се работи за луѓе, за емоции. Може би денеска велиме не е толку уште критично, меѓутоа ако доколку
во наредниот период и во наредните месеци оваа агонија се продолжи, може би некој ќе даде идеја, иако лично сметам дека тоа е најмалку потребно за оваа наша институција, подобро да ние бидеме препознати и да ваквите медиуми не следат преку нашите известување, преку нашите извешти, преку нашето професионално работење. Што значи дека на ова ваше прашање, мислам дека не можеме сега однапред да кажеме како би постапиле во некој нареден период. Добро, што ви рекоа во собранието? Има ли надеж или еве апелиравте, се сретнавте, што ви одговорија таму? Да се надоврзам, ви нуде алтернативни решенија. Да, би го кажав... Што значи додека не можат да постигнат политички договор до крајот на мандатот? Очигледно дека во овој момент не може да постигнат договор. Нас не ни одговара од временски карактер да се поништи овој оглас и да се донесе нов, да се пропише нов оглас, бидејќи само ќе ја продолжи нашата ситуација. Повторно ќе кажам, председателот на комисијата рече доколку постои договор помеѓу политичките чинители, дека веднаш ќе свика седницата. Но она што можеме да го пренесеме, да го почувствуваме од вчерашната средба, предпоставам дека се уште се чека да се договорат политичките партии, иако во меѓувреме беа истакнати неколку кандидати во медиумите, вие исто така добро знаете, и се надевам дека во некоја блиска иднина имаме информации во другите медиуми дека најверојатно до крајот на месец декември дека ова прашање ќе се реши, да бидеме уште малку трпеливи, да бидеме оптимисти, но ако се вратиме на предпоставката дека се поминати речиси 2 години, па од друга страна се викаме дали има основ за толку голем оптимизам. Владачките партии се договорија да објават оглас за избор на заменик ревизор, дали е тоа една од алтернативните опции, да немате главен, па да добиете можеби заменик, ако таму оди полесно политичкиот договор? На тоа прашање не дискутираме, само знаеме дека не е објавен јавниот конкурс за заменик главен државен ревизор, и мајки ги во предвид сепак помалку поголемите ингеренции што ги носи главниот државен ревизор согласно нашиот закон за државна ревизија, сметаме дека е многу поважно да се фокусираме на избор на првиот човек, отколку сега да се фокусираме на вториот конкурс кој се однесува за избор на заменик главен државен ревизор. Јас се извинувам се, може ли, бидејќи се знаме, се извинувам за право, малку едно прашање ово, за да биеме ние на чисто, ќе ни помогне се. Дали има договор меѓу политичките партии или само иницијатива? Ние знаеме за иницијатива, или јас знам за иницијатива, нема договор. Иницијатива и подписи на координаторите на СДСМ и ДУИ, за барање, која би требало, доколку останат на доби, требало да се објави на првата наредна седница, да собранието да донесе таква одлука со мнозинство гласови, ако ја прифати иницијативата на двајцата координатори. Тоа не беше дискутирано вчера. кога е закажана првата седница по ваши новинарски информации? 11 декември. Да. Повелете? Вработени сте? 90 и 20. Тројци. 20. Сега не отида во пензија еден, два, малку се мешал. Околу само извештајве, рековте 54 се планирани ревизии, а објавени 11. Сите останати висат? Имаме ревизии во тек, кои што се во тек, да, кои што треба да завршат до 31.12. Останатите се завршени и извештаите не може да одат ниту до субјектите заради тоа што се нема гласни. Ако евентуално нема други прашања, да не реагираше некој. Да ви се заблагодарам за присуството. Се надеваме дека... Да, јас ќе ви ги кажам. Значи, јас сум Јалче Доргутов, советник на главниот државен ревизор и временска замена за помошни главен државен ревизор во сектор. Колешката Лилијана Стојанова, помошник главен државен ревизор. Другите колеги се сите. Сефедин Раджепи е наш колега задолжен за
исто комуникација и координација, Сонја Камбовска, Александар Чрчева, председател на синдикалната организација. Јас се извинувам, може би требаше да најавам на почетокот малку, имате разбирање за овој мој пропуст. Она е прв водач на синдикалното движење. Добринка Весковска, искусен ревизор, години назад. Албанец Чупи, Арта Дърништа, Александър Поповски, Горас Николовски и цялата екипа на работени с държавен ревизор. Не бараме милост, бараме избор, не милост. Немајте така. Избор. Идете избор на ГДР. Да се реши. Да се